2500 денари, толку чинат 30 страници магистарски труд. Семинарските за поминување на испит се многу поевтини. Купувањето и припишување трудови е јавна тајна, па секој заинтересиран студент може слободно да си пронајде труд на интернет со само еден клик или пак да побара оглас на оние кои ги продаваат на огласната табла од својот факултет. Дури 42,8% од студентите во Скопје сметаат дека припишувањето трудови е значително или многу застапено на нивниот факултет. Денес тоа се претвори во профитабилен бизнис кој прави лесно да се поминува на факултетите и експресно да расте бројот на дипломци, магистри и докторанти. Живееме во општество кога е полесно да се најде заобиколен пат, отколку да се пристапи со труд кон работите, особено затоа што и сме сведоци на фактот дека во услови на една загрозена екзистенција многу луѓе кои што заработуваат, кои што завршуваат факултет, заработуваат од тоа што нудат некому да му направат семинарски труд или дипломска работа или дури и магистерски и докторски. Значи, ако ги разгледате социјалните мрежи, има еден куп такви групи кои што нудат изработка на проекти. И тоа е веќе, според мене, сериозно прекрашување на академската честност, што понекогаш дури и тешко може да се открие. Еден таков случај понајдовме на интернет страница каде буквално се продаваат трудови, на која било тема и за кој било факултет. Лицето кое решивме да го контактираме се представува како професор. Тој изработува магистерски и секакви трудови на која било тема, а ги уверува клиентите и дека содржината не е обично препишување од интернет. Јас сум тука студентка на правен, ми треба една семинарска ми треба. Дали ќе можете да ја направите? За кога ви треба? Што тема? Па, темата ми е за употреба на законот за слободен пристап за информација од јавен карактер. Добро. Темата ми е потребна за еден месец-два, дали е можно? За подипломски студенти? Да. Добро, за колку страни треба да биде? Па околу 30. Околу колку? Околу 30. Околу 30. Да. А за колку за месец-два, така? Па да, ако е можно. Така. А колку прилика ќе ме кошта тоа? Па било околу 2.500. Писи ми на мейл, го имаш мейлот мој? Да. Така, па ќе Добро. писи ми телефонот твој на мейл и ќе се договориме, нема проблем. Неодамна Младинскиот образовен форум го презентираше регионалното истражување за перцепција на корупција во високото образование. Во истражувањето беше спомнато и плагиаторството, кој меѓу другото се однесува и на препишување трудови. Според Марија Мирчевска од МОВ, Македонија не е лидер во плагиаторството, но нашите студенти се многу потолерантни во однос на своите колеги од регионот. 79% од испитаниците во Скопје изјавиле дека не би пријавиле студент кој пишува академски труд за останатите, што воедно е највисок процент во споредба со останатите. Истото прашање, слично прашање беше поставено и во насока колкава е подготвеноста студент чиј академски труд е напишан од друг да биде пријавен. Повторно студентите од Скопје се наоѓаат највисоко со 75% кои изјавиле дека не би пријавиле студент за кој знаат дека неговиот труд е напишан од некој друг. Професорката Евтимовска пак објаснува дека најпознат софтвер за препознавање плагиат е Turnitin, но тој засега функционира само на англиски јазик. Вината за препишување на трудови според неа не е само кај мрзоволијето кои студентите. Таа вината делумно ја наоѓа и кај професорите. Не е тајна ако речам дека на различните наши образовни институции постојат и професори, неодговорни професори кои што не ги ни читаат трудовите на своите студенти и во таа насока премолчано дозволуваат плагиат. Проблемот со препишување на трудовите не одминува и Европа, но овде тоа строго се санкционира. Неодамна во Германија беше откриен случајот каде поради плагиат на докторскиот труд, министерката за образование Анете Шаван беше приморана да си даде оставка, а при тоа ја изгуби титулата доктор на науки.